Македонските и бугарски царинарници и оваа година ги избришаа границите во намера просторот меѓу двете граници да го пошумат. Заседувањето е претежно на подрачјето на граничниот премин и некаде засадени се вкупно околу 70 до 80 садници. Всяка година учествуваме в Секоја година учествуваме во оваа акција која ја организираат колегите од македонска страна и со задоволство се вклучуваме во неа. Почитаме и уважаваме това начинание и вашия празник. Број на садници се 124.770 садници на 27 хектари, така да површината и бројот се задоволителни. Во Штип на повеќе локации се садеа околу 140.000 садници. Кислородот што го дишаме доаѓа од зелената маса, од хлорофилот, а без здрвје нема кислород. Ја дадовме на располагање нашата целокупна механизација, обезбедивме дел од садниците рузмарин, значи евде со сите луѓе сме вклучени на терен. Дојдовме да го дадеме и нашиот придонес во пошумувањето, односно садењето на дрвата во општина Штип. Да се погрижиме за идните генерации да живеат во една здрава животна средина. Вкупно во регионот се засадени околу 1 милион садници. Дрвата ги засадуваме на локација позната во старата касарна, терен кој што е напуштен, кој што сакаме да го зазелениме и кој што сакаме да биде проширување на зеленилото во градот Кочани. До сега со оваа акција, со овој проект на владата на Република Македонија се засадени некаде околу 400 хектари или околу 1.600.000 садници на територија на општина Виница. За денот на дрвото и пратениците ги оставија костумите и се фатија за лопатите. Не ми е само обичај за време на денот на дрвото, јас тоа постојано го правам, знаете дека живееме во близината на Штип, во населбата Балканска и моето обкружување е такво и дури во еден момент и садев дрви во течението на реката Брегалница. Апелирам да сите граѓани, значи ги користат не само овие акции за можност за засадување на дрво, туку секогаш кога имаат прилика тоа да го направат. Годинава денот на дрвото беше под мотото Стоп за катастрофите. За да ги опоменеме сите наши граѓани и самите себе дека сме ранливи на сите непогоди што ги носи природата и мораме многу посовесно и поодговорно да се однесуваме. Акцијата Ден на дрво се спроведува по 7ми пат. Кој е ефектот од досегашните акции? Успешноста се мери по тоа што стручните лица од инспекторатот за шумарство и нормално стручните лица од јавното претпријатие Македонски шуми утврдиле дека зафатеноста на засадените дрвја е над 50%, што по стандарди се смета за успешност на акцијата. На територијата на Македонија, на 97 локации на површина од 1100 хектари се засадија околу 4,5 милиони садници.